Производството на зеленчук во Македонија е еден од стратешките приоритети на државната политика во земјоделството. Почвата и климатските услови кај нас овозможуваат да се развива и произведува исклучително квалитетен зеленчук. Но бидејќи постојано се зголемува конкуренцијата, потребна е долгорочна стратегија во која ќе бидат вклучени не само производителите, туку и преработувачите, како и државата. Но најпрво ќе ви пренесеме искуства од Словенија. Имено при нашиот престој таму забележавме дека токму таа немилосредна конкуренција им прави исклучително тешки проблеми на тамошните земјоделци, кои што пак мораат сами да се организираат и да се снаоѓаат, да бараат начини како да опстојат на словенечкиот пазар, кој едва го покриваат околу 30%. Словенечките производители на зеленчук сватиле дека само преку здружување можат да се борат против силната конкуренција од надвор. Нивната стратегија е да им докажат на своите купувачи дека произведуваат здрава и квалитетна храна. Така здружени и големите супермаркети ги сваќаат посериозно, бидејќи може да понудат конкурентен производ, а и количина, што значи дека продавниците можат да ги снабдуваат во континуитет. Но, сепак, состојбата на пазарот е сложена, а конкуренцијата немилосрдна. Погледте, клучно ми пласираме преку трговини, кај во Словенија. Најмногу пласираме во продавниците, бидејќи во последно време во Словенија пазарот многу се концентрираше, а продавниците почнаа да не напаѓаат од сите страни. При тоа произведувачите не можеа да ги следат тие текови. Ние како поединци не успеавме навремено да се поврземе, па продавниците веќе ги узурпираа пазарите. И така во секое малку поголемо место во Словенија има барем по 5-6 трговци, а повеќето од нив се странски трговци, што ја увезуваат робата од цела Европа или од целиот свет. Треба да знаете дека некои земји се уште имаат своји колонии, како на пример Шпанија во Индија, и така робата што доаѓа од Индија за Шпанија автоматски станува роба на Европската унија. Значи притисокот е огромен, бидејќи има увоз на храна од цел свет, а таа храна најчесто е со многу послаб квалитет, затоа што секаде каде што постојат идеални услови за земјоделска обработка, постојат идеални услови за развој на болести, штетници и така натаму. А тие држави, за да се заштитат од нив, употребуваат средства што во Словенија, односно во Европската унија, не се употребуваат веќе 20-30 години. Меѓутоа, интересот за капитал е страшен. Бучар својот зеленчук го произведува во пластеници недалеку од Љубљана. Вели дека пластеничкото производство е сигурно и практично. Се што тука се случува му е под контрола. Како и најголемиот дел од производителите, и тој користи увезени хибридни семиња и смета дека во целиот процес на производство потребно е големо знаење на земјоделецот. Е парис да зеленјадарство е преку панога кjer захтева огромно знање. Секако дека да. Вистината е дека одгледувањето зеленчук е дејност што бара големо знаење и земјоделците мораат сами да се образуваат. Значи треба да се чита многу литература и јас самиот се советувам со произведувачите од просторите на бивша Југославија што се занимаваат со оваа дејност долги години. Исто така чита многу добра странска литература. Мораш да бидеш инвентивен и да придобиеш што повеќе знаење за да знаеш точно како се произведува некоја работа. Дали сте правеле некогаш анализа на самата земја, што може тука да успева? Усако лето нам дела Повлашчени институт анализа на земја. Овластениот институт ни извршува анализа на земјиштето секоја година и точно ни кажува што и недостасува на земјата. Ти им кажуваш во овој стакленик претходно одгледував краставици, а сега имам домати и врз основа на тоа ни кажуваа што се и треба на земјата, каква дохрана и што му треба на растенијето. Погледте, во тем примеру гре за интегрирано приделаво. Во овој случај се работи за интегрирано производство. Словенија има сертифицирани два начини на производство – еколошки и интегрален начин. Пред 15 години основавме друштво што работи во Марибор, а и ние сме членови на тоа друштво што се грижи за здравата околина и здравието на потрошувачот. Пред 2 години словенечките земјоделци се пријавиле на еден европски проект за промоција на свеж и природен зеленчук, затоа што Европската унија се соочува со еден сериозен проблем, а тоа е слабата активност на младината, што пак продуцира постојано зголемување на телесната тежина кај младите. Токму затоа во употреба се става зеленчукот како храна која овозможува виталност и здравје. Гледате, тоа се наши клучни купци чез пар лет. Младите ќе бидат нашите најважни купувачи за неколку години. Значи тие ќе бидат оние што ќе имаат знаење и ќе знаат да ја почитуваат и ценат храната.
Тоа ќе биде така бидејќи сета здравствена сфера не советува да јадеме храна од нашето подрачје, а не храна од далечните држави. Таа храна е најдобре за моето, за твоето и за нашето тело. И Станко Волк е производител на зеленчук. Живее во близина на Птуј. Најпрво работел во фабрика, а потоа во образование. Кога останал без работа, својата екзистенција решил да ја бара во земјоделството. Во 2 пластеника произведува разновидна храна преку целата година и успева да ја продава од дома, во свежа состојба. Вашата цел е што побрзо производот како свеж да стигне до купувачот, така? Ja, seveda, pri nas to, kar je tu v plastenikih, ne nabiramo naprej, ampak kupec... Да, се разбира. Тоа што го гледате тука во пластениците не го набиравме однапред. Туку кога купувачот ќе дојде, тогаш тазе ги набираме доматите, пиперките, краставиците. Тогаш ја пресекуваме салатата, зеленчукот го набираме на лице место. И токму тоа е тоа што го сака купувачот. Тој кога ќе дојде тука има чувство како да е во својата градина и сега си набира свеж зеленчук. Тоа е тој посебен момент што купувачите се повеќе го ценат. Јас сум поединец и настапувам индивидуално од дома, а вистина е дека словенечките производители на зеленчук сме здружени во Словенечкото здружение за интегрирано производство на зеленчук. Тоа здружение е основано со намера да ни овозможи стручна поддршка, да имаме заеднички предавања, да ги дознаваме новитетите. Ние имаме заедничка промоција. Еве, еден дел од таа промоција е оваа бубамара што е заштитен знак на здружението и над неа пишува произведено во словенечка земја, што значи дека е произведено на интегриран начин, а не на хидропонски начин. За да се знае дека се е растено во земја, затоа е напишан и тој збор земја. Тоа луѓето го ценат. Дали вие лично успевате сето ова тука што ќе го произведете и да го продадете? Vse prodamo na domačem pragu. Ми успева да продадам се и тоа од дома. Инаку интерес има и кај детските градинки, па од оваа година почнав да добавувам салати во градинките. И јавните заводи имаат интерес за тоа децата и школската младина да конзумираат повеќе словенечка храна, тоа е зеленчук што е произведен во нивната околина. Во ова значи нема никаква хемија? Ne. Tu unutra nema popolnoma ništa hemije. Не, внатре нема воопшто хемија. Еве, ако одиме во другиот пластеник, ќе видите дека се уште мирисе на ѓубриво добиено од добиток од штала, значи се е сосема природно. Бидејќи произведуваме на интегриран начин, дозволена ни е употреба на одредени фитофармацевски средства, но сето тоа мора да биде врз основа на прегледи и анализи, бидејќи сепак интегрираното производство има цел што повеќе да ја сочува природата, а за да се случува тоа не треба да се работи на памет или да се ѓубри без соодветно знаење. Туку се што се работи треба да биде во согласно со анализите на земјата. Така и доѓубрувањето со азот можно е само со претходна анализа, кај што ни укажува дали треба да се доѓубрува и со која количина, бидејќи азотот што се додава, доколку растението не го употреби, оди под земја и ја загадува водата и природата. Значи родителите тука треба да бидат сигурни дека нивните деца јадат здрава храна. Навистина е така. Од Словенија се враќаме кај нас. Го посетивме Васко Сетиев, млад земјоделец од село Куклиш, Струмичко. Во производството, вели Васе, сме вклучени целото семејство. И мора да биде така, бидејќи сам не се постигнува. Од голема помош им е и селската задруга ВГ Фреш, особено за пласманот, но на нивите мораат самите да си ја тераат работата. Може ли добро да се живее од ранограѓанство? Може да се живее, но малку треба малку повеќе работене, малку повеќе работа. А треба и може луѓе. да се живее. Треба и ако немаш фамилија не можеш да работиш земјоделие. Обавезно за тоа, без фамилија не може ништо да постигнеш, да работиш. Вие само како фамилија, како семејство го работите сето ова или мора на помош да викнете и Има некој пат луѓе? кога имаме потреба повеќе, повикуваме и аргати фаќаме. Додека за уплодување, еве може сами и да видите, на доматите користиме бумбари. И това е многу големо предност што од работна рака многу заменува.
додека ги оплодуваме со хормони, многу повеќе работна рака треба да се употреба. А и многу поквалитетен е домат кога е со бумбари оплоден. Това е природно. Не е вештачки со хормони оплоден. Од каде ги набавувате бумбари? Бумбарите ги набаваме од фирми. По Грција ги прават бумбарите, од таму ги пуштат тука. Едноставно и се штедат пари, а и многу поголема килажа има со бумбари отколку се оплодува со гормон, бидејќи еве сега дека на врх кога е растенијето, ако се оплодува со хормон, например, не се оплодува. Изгорават цветови. А со бумбари еве гледаме, еве, они самите излеват сите плодови и многу голема разлика. Значи, јас сум пробувал со оплодување со хормон, значи негде има од 2 тона разлика со бумбар. Значи, кога се оплодува на овие 3000 корени, можеш да постигнеш негде до 2 тони разлика у килажа. Значи, бидејќи кога се оплодува со хормон, самиот цвет што е овде од оздола, останава овде горе во доматот и кога има роса, кога е важна температурата и воздухот, овој цвет е влажен и овде се расипува доматот. И фактички се губи доматот. А кога е на бумбар, го вади цветот напред и нема проблем за гниење на доматот. Таа е многу голема предност за доматот. А тие што оплодуваат со хормони имат проблем после со сивото гниење на бутрицу на доматот. И тука има многу големи штети. Посетувате ли некои советувања, некои семинари каде што ќе се едуцирате на кој начин да го вршите производство? Да, посетуваме редовно кога одаме на семинари преку Федерација на фармери на Македонија и следаме и това е убаво за нас, ја нек не бег баш на една тоа, значи това е добро за нас, земјоделците, како треба, што треба се хране, заштита тие работи, значи многу добро е што ни објаснуваат како треба и што треба да направиме, бидејќи ние на тој пат и не знаеме како да работиме. А друго, ако посетуваме, научам од тие многу. Од тие. Така, важно е науката да се внесе во производството. Да. Кај нас со години наназад изостанува планираното договорно производство на производителите на зеленчук, а тоа е од исклучителна важност не само за производителите, туку и за преработувачите. Поради сериозноста на овој проблем, директно се вклучи и Министерството за земјоделство. Го посетивме преработувачкиот капацитет на зеленчук и овошје Випро од Гевгелија, чиј заштитен знак е добро познатиот домашен ајвар. Со сопственикот на Випро разговаравме за производството, за важноста од договореното производство, за науката и за перспективите на македонското земјоделство. Господин Петков, историјата на Випро е малку подолга, уште од 90-тите години, меѓутоа сега овде каде што се наоѓаме се новите хали изградени од пред една година. Така. Випро е формиран 1992 година. Првобитното негово производство беше освежителни пејалоци, понатаму продолживме минимално со минерална вода, али понатаму продолживме со преработки од овошје и зеленчук, сметајќи дека тоа е една компаративна предност за Македонија. Така да имаме баги години историјат и го корнисавме тоа наше постојање. Минатата година со изградба на нова фабрика, кај што се наоѓаме, ние фактички ова нова фабрика со далеку поголем капацитет е формирана минатата година 2012, почетокот на август имавме отварање. Не значи тоа дека ова година ја завршивме, него значи дека имаме еден нов почеток, кај што работиме во едни посовремени услови, во согласно сите стандарди за квалитетно работење на преработка од зеленчук и овошје. Кои се производи се произведуваат во Випро? Випро има богат асортиман на производство. Генерално работиме преработки од зеленчук и преработки од овошје. Преработките од зеленчук се делат на неколку групи. Се делат на специјалитети, кај што влегува и домашниот ајвар и другите. Се делат на кисел програм, кај што се корнишони, парони и така натаму. Се делат на подпечен програм, кај што се подпечуваат благо, како што ние имаме домашна активност. Тоа е пак на тип на специјалитети. Понатаму збориме за сладкиот програм. Сладкиот програм си има баги своја производство. Еве, пред кога спомнавме дека правиме сладко од домашни смокви, понатаму може да биде и мармелади и джемови од дуњи, може да биде од било кое медитеранско овошје кое ние го имаме во нашето окружување.
Дали некогаш сте користеле средства од ИПАРД програмата или некакви други средства од европски фондови за осовременување на технолошкиот Да, процес? сме користеле повеќе. Со ИПАРД имаме користено дел машини за приправа на наливи. Ова година повторно ќе аплицираме за ИПАРД, затоа што сега е баш рокот и мислиме да правиме еден современ ладилник кој ќе не возможи да ја продолжиме сезоната од сегашните 3-4 месеци на дупло од тоа, односно 6-7 месеци да имаме производство, бидејќи тоа ќе ни го возможи еден современ ладилник. Во основа за квалитетен производ треба да има и квалитетна суровина. Каков е вашиот став за договорно производство со кооперантите, со производителите? Договорното производство од година расте и тоа е единствен предуслов кој се наметнува не само за нас, него и земјоделците, затоа што доколку немаме договорно производство, ние ќе бидеме без суровина, а земјоделците ќе немаат пласман или ќе произведуваат тоа што не треба. Така е договорното производство од година во Македонија и во Випро расте. Ако претходно сме имале, збораме вака символично 25% договорно производство, сега мислам дека имаме веќе 3/4 договорно производство, може 1/4 се уште не ни е договорено и го земаме од слободен пазар, али еднината е во договорно производство. Дали вие преработувачките капацитети се договарате? Дали имате заеднички настап некогаш, евентуално кога ќе дојде поголем купец, дали заеднички можете да настапите на поголеми пазари? Ние као произведувачи имаме здружение кое се вика Македонска асоциација на преработувачи, исто имат и здружение самите суровинаши, примарното производство, така да тие линкови, тие конекции постојат. Колку функционираат во пракса е друго прашање, али линковите се поставени. Така да ние меѓу нас позитивно комуницираме, позитивно работиме доколку имаме заеднички можности за пласман, како и во пласман, така и во набавка. Во сето ова сигурно е многу важно да се вклучи и науката, потребна е и едукација на самите земјоделци, евентуални ваши кооперанти, меѓутоа многу е важно и посета на одредени сајами каде што вие ќе се стекнете со нови искуства и ќе ги следите новите трендови. Апсолутно се сложувам, добро ги набројавте, значи од примарното производство преку нас, преку науката, преку пазарите, тоа целото е во корелација, така да тоа мора да функционира во еден совршен систем. Доколку сето тоа функционира, ќе има и повратна спрега назад, што значи ако ние успееме да пласираме, се враќа кон земјоделците. Ако земјоделците напред производство со проблеми без проблеми, они ќе се обратат до науката и исто и кај нас. Значи сите таа корелација помеѓу тие 4 фактора е многу битна за успешно производство и успешен пласман во светски размер. Како се снаоѓате со пласман? Со пласман производството моментално секој си прави своји брендови, си прави своја деловна политика, така да Випро има своја деловна политика која до сега ни роди резултати. Ние сме присутни преку 15 на светски дестинации, кај што во главно во моментот ја ги викам амбасадори се нашите поранешни селеници, дали се од поранешна Југославија, дали се од Југоисточна Европа, и не е толку битно. Битно е што тие не се наши потенцијални купувачи кои потенцијално не форсираат во таквите држави. Ќе набројам некои од тие држави, значи збориме за Европска унија, збориме за Швајцарија, збориме за Енглеска, збориме за скандинавските земји, збориме за Канада, Америка, Австралија и Нов Зеланд. Така да сега во последно време пративме некои пробни пратки на Блискиот Исток, како тоа ќе се одвива, ќе видиме. Тоа е исто процес кој не е така едноставен и кој бара за било кој базар, кој нашите гледам согледувања, самото позиционирање бара најмалку 3 години. Етаблирањето после ќе бара уште толку. Така да тоа е процес кој ако ден порано го започнеш, имаш изглед за поголем успех. Во овој контекст, еве го и размислувањето на Бранко Маерич, кој живее во близина на Птуј во Словенија. Исклучителен земјоделец кој што е најзаслужен за заштитата на географското потекло на птујскиот кромит. Неговите ставови може да бидат само од полза за нашите земјоделци и преработувачи. И јас мислим, по моје пресоје,
Да би тоа било боле. По моја проценка мислам дека е подобро да си ги средите работите пред да дојдете во Европа, зашто ние почнавме да ги средуваме после приемот во Европската унија и моравме да го прашуваме Брисел за се. Што е сега со ова, може ли вака, може ли онака, па моравме да чекаме дали некој ќе се жали или не, а и цело време не се знаеше дали ќе биде работата или не. Ви кажувам дека македонците треба да внимаваат со овие работи. Еве, вие имате зеленчук складиран за зимница во тегли со есенција и мене никој не може да ме убеди дека во Европа постои подобра туршија отколку македонската. А видовте некои фирми што почнаа да прават. Тие одеа во Македонија, таму правеа туршија и потоа ја продаваа под сопствен бренд. Од тоа може да се направи огромен бренд, бидејќи туршијата направена од зеленчук, растен под сонце, е најдобра. Тоа секој го знае и има многу вакви примери. И Петков смета дека навреме треба да си ги решиме некои проблеми и добро е што во тоа директно се вклучуваат институциите, особено Министерството за земјоделство. Каде е тука улогата на Министерството за земјоделство? Имате ли конекција со институции? Имаме со институциите, они помагаат и се инволвирани оддалеку во оваа проблематика, затоа што они не обединуваат фактички и нас и примерното производство и самиот извоз, тоа е се во ингеренција на владата, така да допирни точки постојат, реалноста не секој пат оди така како што сме замислиле, али па затоа сме тука сите тие три инстанции, медија и макро и ние како микро проработувачи да ги изградиме на ниво кое што треба и на ниво кое е признаено во Европско унија. Сметате дека земјоделството во Македонија е во вистинска насока? Па мислам дека правецот е во ред, иако мислам дека има уште баѓа работа да се сработи, затоа што правецот е стратегија, а оперативата бара баги труд, напори, одрекувања и да не се дојде у дилема да се тој процес заостави. Така тој процес не е така едноставен да кажеме сега добро тргнавме и ќе стигнеме. Стигнување имаме. Голем дел од населението во Македонија екзистира од производството на зеленчук, а добар дел од нив остваруваат и сериозни профити. Важно е да се каже дека македонските земјоделци мораат да ги следат модерните современи трендови во производството за да бидат поконкурентни на европските и светски пазари. Инаку Македонија годишно инкасира преку 100 милиони евра од извозот на зеленчук. Ова беше се за денеска. Ви посакуваме пријатен ден. Македонската месна индустрија се поконкурентна. Некои компании го освојуваат Балканот. ЕУ Фармер во МИК Свети Николе. Овој погон е еден од склопот на кланицата, која е инвестиција од поновите пред години и нешто, значи до опремување и модернизирање на самиот кланичен објект, за да се спазат сите регулативи према новите законски одредби со Законот за безбедност и храна. Значи ова е новиот погон кој веќе функционира години и нешто со сите последни параметри и прописи за функција. Македонија зависна од увоз на пилешко. Во 2012 произведени се околу 4000 тони пилешко, а увезени околу 25.000 тони.